Добре дошле во 18-тото издание на Политиканти.мк со мене Сашо Ордановски. И со мене Боријан Јовановски. Боријан, маку ни е невесела првава тема, но мораме да ја продискутираме, бидејќи очигледно дека не само што е топ тема во регионот, веројатно беше на сите тикери светски исто така, се работи за трагедијата во Белград. Во Белград. Се види, првата забелешка, гледам дека стварно јавноста е вознемирена, сензибилизирана на оваа тема, затоа што се случува во Србија. И тоа е во непосредна наше окружување, но да подсетиме, вакви настани, вакви трагедии во Соединените Американски држави бевме сведоци во изминатите неколку години во повеќе наврати, и штета е што не само што не ги користиме другите поводите да дискутираме и кај нас за овие состојби, туку воопшто таа тема на што правиме со нашите деца, што се случува со нашите деца, какво образование имаат, во какво школа одат, таа цела една општествена атмосфера, медиумите како влијаат, интернетот како влијае. Ние за тоа не разговараме. И тогаш имаш овој тип на шокови, кога као се будиме, и тогаш нормално те презема емоцијата, во која и тешко е да се издебатира и исполемизира ова една многу сериозна тема во посериозни аспекти во целата незина комплексност. Морам да ти кажам дека дури и за американски стандарди, овие неславни стандарди, каде што во Америка веќе неделно се случуваат овој вид на масовни убиства, ова е сепак еден исклучително, би рекол, дури и редок настан, бидејќи се работи за дете од неполни 14 години. Од ова се што можевме да го прочитаме во изминативе ден, два, три, колку се веќе од како се случи таа голема, огромна трагедија, еден навистина необичен сплет на околности. Прво, детето се чини дека е прилично интелигентно, од добростоечка фамилија, двата родители доктори, успешен во училиштето. Меѓутоа, не знам дали негдека закачи, веројатно има говорна мана. Мислам дека пелтечело на известен начин, ако добро сватив она што рече. Веројатно предмет на булинг, исмејување и така натаму сето тоа. Меѓутоа, на еден неверојатно ладнокрвен начин, на еден суров начин, за кој апсолутно не е јасно дали е детето свесно за сето тоа, понашто ја дала изјавата после тоа, самото се јавило полиција и така натаму, се чини како да се работи најмалку за едно 20 години постар човек, а не за дете од 3-14 години. Дури имаше спекулација дека намерно тоа го направил пред да наполни 14 години, затоа што по закон така не одговара кривично, што е една монструозност од неверојатни размери, ако воопшто можело да го домисли тоа. Ова е социопатолошка една ситуација пар екселанс. Тоа ми е сега, прво, ако ми дозволи, Сашо, види, јас родители сме на јас и ти, скоро беа, нашите деца не сме толку стари за да нашите деца се толку возрастни. Поминавме низ тие години. Значи, булингот, например, во Македонија, да речеме, кај нас, а тоа е еден ментален склоп во кој се движиме и ние и србите, за жал, зборувајќи на тема ментален склоп, тој булинг е одамна присутен кај нас во училиштата. Јас можам да кажам дека имам и лично искуство, едно доста непријатно, и имав дури еден обид да обрнам внимание на директорот на школото, подоцна и на општината, центара, бидејќи она е надлежна за именувањето на директорите и управата во училиштата. И можам да ти кажам дека моето искуство е стварно грозно. Не би навлегувал во детали, но сакам да ти кажам на кој начин просто тоа беше изигнорирано. Како од директорот, така и од општината. Као
добро, да, Борја, не се знаеме, ние, добро, да, имаше нешто, директорот ми рече, да, треба веројатно некој воркшоп да направиме, да разговараме малку на таа тема, но тој разговор никогаш не се случи. При тоа, исто сакам да го кажам моето искуство од ова, така наречени родителски совети, кои се инаку механизми, инструменти смислени во таа структура образовна, точно за водење на диалог, односно диалог меѓу наставниот кадар и училиштето, за да се разберат искуства, детето како се однесуваат децата во школа, како се однесуваат дома, и тоа е една алатка која јас на пример знам дека во други западни земји се користи и како. Тука кај нас е тоа сведено на како ти кажам, сега треба да се купи тоалет или сапун за ова, па да собереме пари. Отприлика тоа е нивото на разговор. Игнорирајќи нормално при тоа сите такви социопатолошки ситуации, овие негативни влијанија од интернетот и така натаму, доаѓаме до ова и тоа сега. Види, ако ми дозволиш сега ја малку да навлезам од еден друг агол во целата оваа работа. Бидејќи меѓу другото сум и социолог по образование, а и предавам социологија, така што се работи сега за следниве неколку елементи. Прво, ми се чини дека кога е дете од 3-14 години во прашање, тешко дека, иако детето според она што го читаме одело на психолог, ама многу деца одат на психолог, бидејќи се тие години кога влегуваат во тинејџерство и така натаму, и добро е што постојат психолози и така натаму. Ја ќе те прекинам тука. За жал многу малце деца одат на психолог, затоа што имаш оноја мало граѓански ментален склоп кој као сега на психолог. Што ми е тезата сега? Значи, ми се чини дека детето не е психопат, туку дека е повеќе социопат од ова што го разбираме по медиумите. Бидејќи мислам дека е премало за да биде тој тип на психијатриски случај. 2019 година, кога излезе последниот филм Джокер, оној прочуен филм, нели, тој всушност со Жоакин Феникс и така натаму, кој што растури по одлична анализа на таа социопатија. Тој филм е, за разлика од претходните разни изданија на Джокер, тој всушност ја покрена во позадина полемиката која се водеше цела година по повод филмот. Дали тоа што го прави Джокер е резултат на некаква негова, иако тоа измислен лик се разбира, нели, тоа е сепак, како да кажем, на DC Comics лик. Дали е он резултат на некаква психијатриско пореметување, значи некакво, или е резултат на општеството кое создава социопати. Сега не мислам да го раскажувам филмот, меѓутоа неговиот однос со мајка му, неговата работа и така. Јас го разбрав како резултат на социопатска една илустрација. Помакот и, да кажем, успехот на тој филм е затоа што покрена на голема дебата во општеството. Да се навратам на оваа трагедија во Белград. Види, во социологијата и во психологијата точно се знаат временските возрасти на децата кога ги формираат своите личности. Се знае дете што пред од 2 години, сега да не цитирам теории, има модели и така натаму, познати се изучуваат, ги предаваме. Значи, децата негдека до 14 година се уште не се во можност абстрактно да размислуваат. Нигната когнитивниот капацитет не им е толкав за да можат, тие всушност негдека од 15 година развиваат веќе абстрактни модели, да речеме, и тоа трае негдека до 20-21 година, кога се формирани како личности. До 14 година, најголемите влијанија, тоа се викаат инаку фактори на социализација врз децата, се разбира семејството како еден базичен социализирачки фактор, потоа училиштето, бидејќи се разликува од семејството, бидејќи децата во училиштето ја немаат заштитата на родителите, кои што го формираат детето до практично одење во некои погорни, да кажем, класови во училиштата. И потоа нешто се вика генерациско, peer, генерациско влијание, с ким си такав си, нели, така натаму. Сега, медиумите како фактор за социализација, кој што се еден од клучните фактори 4-5 за социјал, се јавуваат подоцна барем во, како да кажем, во старите теории. Овдека се судираме со еден драстичен феномен, каде што децава во последните 10 на 15 години
наеднаш медиумите, а пред се тоа, значи интернет со сите овие разноразни апови, изданија, форми и така натаму, од тиктокови до не знам што, најнаш упаднаа во еден структуриран процес на социализација прерано за децата кои што не се опремени психолошки и социолошки да можат да го истрпат тоа влијание. Па се шо, ако дозволиш. Па тоа ми е тезата сега. Наеднаш, знаеш како, медиумите се силен фактор на социализација, но во принцип на возраст кога веќе децата или младите луѓе можат да ги, како да кажем, на поинаков начин да ги дигестираат тие влијанија. Сега наеднаш доаѓаме во ситуација што 10 годишни деца добиваат еден неконтролиран фактор на социализација, значи тоа е жестоко се изучува во наукава и така натаму, кој што е истргнат од рацете дури и на добри училишти, на добри семејства, дури и да функционираат како што треба, тие инаку нигдека не функционираат во теоретска смисла како што треба и така натаму. И наеднаш стануваат изложени на такви содржини, на такви, како да кажам, концепти, кои што се во нивната моќ за тој вид на абстракција да може да рационализира. Вчера имаше изгледа двете пресконференции и на Вучич и на министерот за образование. Дрскоста со која се однесуваа кон новинарите, тоа е друго прашање, но добро. Ама тоа прашање, извини што ти упаѓам ќе завршиш мислата, тоа прашање во суштината на ова што го разговараме. Така е. Таа подигнато ниво на дрскост во општеството рефлектира поларизација, создавање и фрустрација и инхибиција. Агресија. Го праша Вучич, новинарот Нова или N1, се разбира, тие се, кои нема многу таму кои други да прашуваат, го праша дали се чувствува одговорен, например, што таа нивна пиар популистичка политика, нели, масовно ги изложуваше оние слики на мелени луѓе, Беливук како мелел и така натаму, за да они нешто као, не знам што сакаа да постигнат, но тоа беше вака еден еклатантен пример за објавување на работи кои, значи тоа не би смело да го дозволи, да ти најжолт печат, па знаеш, па ќе малце ќе се замислиш што објавуваш. А не да си држава, односно институција, председател или министерство, која тоа мртви ладни тоа го прават и го објавуваат. Се разбира, одговорот на неговото прашање беше одвратен, дрзок, му рече новинарот, би сакал да знам која е позадината на ова ваше прашање, иако прашањето беше сосема легитимно. И сега, гледај друго што се случува, например. Ги гледам се што се споделуваат по социјални мрежи. У Борич, некое место, свечено е откриен мурал на наркодилер, припадник на Беливук, кланот на Беливук, кој е дрогиран след паднал во канал и загинал. И сега се во Борич се објавува од него мурал, не можеме сега да имаме видео, Сашо ќе видевме како изгледа. Нема потреба. Нема потреба и некој ние би широ да такви содржини. Да речеме, добро. Сега ти кажам, он е представен како херој во таа смисла. И сега ти имаш една ситуација каде што искривување, не само што се искривуваат и девастираат некои основни норми и вредности, туку се создаваат нови кои се антипод на цивилизацијските вредности. Борен, јас ја разбирам потребата да се дигне полемиката и разговорот, и тоа е неопходно на повисоко ниво. А колку политиката придонесува кон тоа, Србија е едно разурнато општество во ментална, во духовна смисла, заради сите, да кажем, кризи и трагедии низ кои што помина во последните 2-3 децении, голем дел самите произведувајќи ги, не само во Србија, туку и наоколу од Србија и така натаму. Но мислам дека овој разговор, кога се однесува на ова дете од 13 на години, сепак не е во центарот на тоа, би рекол, политичката одговорност, освен ако не се одреди таа политичка одговорност како нешто што може да се случува во образовниот процес, а не се случува. Мојата теза е сепак дека, бидејќи се работи за дете кое доаѓа прво од добростоечка
фамилија. Двајцата родители се лекари. Дете кое што татко му го носел на стрелиште уште на 11 години, што е еден фактор кој што родителиве стварно не знам кај им е паметот, мислам. Прецизноста со која што гаѓал и ги извршил злосторствата е фрапантна, особено за таа возраст. Значи, мене ми е друго тезата, Борјан. Ние, де факто, нема ништо да ни помогне ако констатираме дека во разрушени општества се разбира дека и децата трпат влијанија кои што не се добри. Меѓутоа, еве, погледај ги последниве статистики што вчера денес се објавија во Македонија. Се работи за истражување на УНИЦЕФ, кое што минатата недела, мислам, дека го објавија. 42% од децата во Македонија имаат, тоа е инаку врзано и со пандемијата, се пожалиле на анксиозност. Сега, ја не го имам пред мене истражувањето да видам која е возраста на децата, за да утврдиме кои се тие 42%. Меѓутоа, бидејќи се деца во прашање, тоа се сепак веројатно негде до некоја можеби повозрастна тинејџерска возраст. Секој трет адолесцент пати од симптоми на депресија. Види, ова се теми кои што во македонското општество, не говорам се веќе за Србија, ништо поразлично не е и таму, за овие работи не се говори. Ти кажуваш твој личен пример со едно од твоите деца. Едно од нашите деца имаше дислексија. Дислексијата е едно пореметување кај велат, кај многу интелигентни деца и така натаму, но имаат проблем со тоа како го доживуваат светот на пишаниот збор. Значи, не може да читаат, им се мешаат буквите, им се меша распоредот во речениците и така натаму. Ние имавме мака да пронајдеме во школите во кои што учеа нашите деца, да пронајдеме наставници, учители кои што знаат што е дислексија. Пази, разговараме за, значи, ова не е ancient history, ова не е нешто од пред 100 години, ова е нешто од пред 5-6 години. Потоа имавме мака да, некој од нив разбира, констатиравме дека на нив никој не им прави обуки. Пази, дислексијата инаку се јавува докај 15-20% од децата, зависи кој ќе се констатира, кој нема да се констатира. Добро, тоа не е воопшто ова што сега го разговараме, но сакам да ти кажам дури и за тој вид на благи форми, на одредени, како кажам, непросечности на децата, ти немаш пристап од државата на организиран начин. Секој училиште има психолог, секој училиште има, како кажам, наставници кои што завршиле факултет, кои би морале ова, педагоги, кои би морале ова да го разбират. Наидовме на потешкоти воопшто да дојдеме во ситуација да може да не разберат за што говориме. Пак тоа еш на мое, Сашо. Да. Значи, одговорноста е институционална. И за неја стои политика. Апсолутно. Ти, види сега, например, еве, сега ќе ти кажам еден друг пример кој го сретнав за во Србија. Еве, сега ќе ти кажам. Вака. Овој некој исто кој е мафијаш од Вождански, некој клан, више не им ги знам, не знам како. Пази, он дозволено му е да снима спот во училница, во школо. Меѓу другото, само ние најагресивни не знам. Еве сега, питам се шта да радим као наставник. Децо, живела слобода, будите криминалци, диплому ćete купити, и ето еден е криминалац и сад постао анđело, тој не е тако лоше, немам речи, ово има само у Србiji. Тој тип на спот снима припадник на Вождовски клан, кој меѓу другото го третираат како херој затоа што он единствениот преживеан за мисли на уличар битанга на Вождовскиот клан, што и да е. Пази, наставниците викаат директорката, јас ова не знам, никој не ни прашал неа. Он добил дозвола, не знам каде. Веројатно, кај во некој кабинет. Во некој кабинет. Тоа се, Сашо, работи кои просто... Плюс, што се случува во школа, снимањето на спотот. Тоа оди, тоа се емитува. Мислам, тоа е тип на неодговорност институционална. Меѓу другото и ова што го кажуваш, ангажирање на стручни луѓе. Па да прашаме Министерството во колку случаи, например, дали воопшто има некаков тим, како ова, што го зборувавме за судскиот совет. Консултираат ли луѓе од струката, искусни луѓе, педагози, психолози,
еве на пример Лина Ќостарова, јас ја познавам, одличен педагог и психолог кој работи со деца. Јас не верувам дека неа некој некојаш ја консултирал околу некои политики што да се прави со булингот, како да се децата да се исконтролираат во таа нивна интернет комуникација во која се и се што се случува. Или да пример, еве, што прават во школо како настава за ги бранат децата од лажни вести. Пази, ние не можеме да се одбраниме на оваа возраст од лажните вести, а да не зборуваме децата. Сакам да ти кажам, Моко, дека не се согласувам со тебе сосема. Добро. Дека училиштето е центарот на проблемот. Јас не реков дека говорам за овој случај. институциите. Значи говорам за овој случај на ова 13 годишно дете. Се работи веројатно за многу специфични околности во кои сите имаат заслуга тажна, семејството, училиштето. Сепак мислам дека заради специфичноста на случајот, медиумите, односно овие платформи на кои што се тие со сати дневно, ја имаат клучната улога одиграна околу живењето. Знаеш како ти се чини дека детево, иако потполно рационално делува, како да функционира во една вештачка виртуелна реалност кога го правел тоа. И подготовките што ги правел, како да доаѓа од еден друг свет, свет на нивните, не знам, филмови, клипови, разноразни влијанија на интернет, апсолутно изложени се на секакви содржини, од крајно сексуални до крајно агресивни, до крајно насилни. Ти разбираш што сакаш да кажеш? Сакам да кажам дека треба да се разговара за училиштата како фактор, треба да се разговара за семејствата, се разбира. Ова семејство што го читаме од вестниците во Белград, кој што функционира, го гледам еден од професорите со кој работел со таткото на детево, инаку радиолог по професија така натаму, човекот со многу големи комплименти за таткото. Извореден човек, многу коректен, многу љубезен, голем експерт. А кој знае што се случувало дома? Значи, сакам да ти кажам дека не отстапува детето, иначе наградувано со добар успех во училиштето и така, недека се спојува жичките. Добро, треба види прво, знаеш зашто не правдам никого, сакам да кажам дека комплексна е како илустрација на известни состојби, а за конкретниот случај види сега, тука Сашо се и се што може да излезе при вештачењето психијатриско на детето. Може и да ти кажам, може пореметување кој има психијатриски карактер подлабок и така натаму. Но проблемот со насилството во школите, пази сега, еве да не зборуваме за него. Говори за булингот. Булингот го имало и во наше време. Не зборуваме. Секогаш имало булинг. Булинг е дел од растењето и созревањето во фази на животот. Ние само пред недела дена кај нас имавме ситуација кога двајца малолетници силуваа малолетник и објавуваат снимки на TikTok. Тоа е за тоа зборуваме. Тоа е проблемот. Тоа е врстичко насилство кое се поприсутно во школите и кое налага просто. Ама види, акцентот е објавуваат снимки на TikTok. Значи, во оваа реченица што ја кажуваш, мислам дека на крајот клучното негативно влијание е замислата дека тоа ќе го објават на TikTok. Не самиот страшен чин на силување. Тоа се случувало и кога немало TikTok. А пред само недела дена имаше. Повеќе мислам дека тоа ги мотивира, дека тоа влијание, дека ќе го објават тоа, дека ќе бидат херои, па ти ги следиш овие лајкови што се ставаат на портретот на детето. Царе, едно друго, мислам, тоа од вчера читам коментари во белградските медиуми, во српските медиуми кои што се неверојатни. Десетици илјади луѓе, а тоа се веројатно голем број млади, кои што викаат цар си, ти се водиш. Зашто јас говорам Сашо за одговорноста на институциите? Проблемот е што нуди општеството како рол модел. Што е тоа што представува вредност? Па за да некој сега рече царе, значи во перцепцијата на многумина, он е херој. Во една работа си во право, а таа работа сега ќе ни ја кажеш овдека јавно, бидејќи ми ја кажа пред да почнеме да се снимаме, а тоа е во која состојба се наоѓа Србија по бројот на оружје во светот. Бидејќи таа психологија, таа како да кажам, тоа сакам да кажам. Култура реплика околу таа изјава грозна на министерот за образование, то се ги обвини западните вредности, дека западните вредности го прават
овој проблем во школото. Да. И дека треба они као да се свртат кои други исто, не знам, сега претпоставувам дека тоа Русија е источна вредност, бидејќи не се будисти кои да идат кон не знам негде подлабоко во Азија. И се гледаш што е проблемот. Тоа се дешава по западу, не споменува земји, по западу е, меѓу другото се заинтересирав. Зашто дека во Европа, во Европска унија нема нигде ваков случај. Има еден пред 2 или 3 години во Шведска напад со нож. Да речеме. Инаку, извини, само да ти упаднам, бидејќи и тоа помалку и го следам. Нападите со ножеви, па дури во Македонија, се во страшен пораст. Во Европската унија, во Британија, практично точно на оваа возраст, 14, 15, 16, бидејќи тогаш размислуваат за станување членови на банди. Тие банди се понекогаш многу криминални и се банди кои што ги негуваат криминалци, а понекогаш се и банди улични, вака, младалачки, тинејџерски, така натаму. Во страшен пораст е овој knife crime, што вика, значи напади. Тоа и кај нас го има, не се зборува за тоа. И сега наместо министерот да обрне внимание каков проблем имаат они со школите, како трети српскиот министер, он се бави со западните вредности, што е стварно... И после пројавив тој податок, истражување, тоа е за 2022 година на Small Arms Survey, тоа е една швајцарска институција која се бави со тој тип на истражувања. Мислам дека имале и кај нас проекти, меѓу другото и ние сме на дел од таа рейтинг листа. И сега замисли, после Соединетите Американски држави и Јемен, Србија се наоѓа на 3-то место. Сега ќе ти кажам, извини само точната бројка со колку оружје се смета на 100 луѓе. Вака, бројката во Соединетите Американски држави е 30 на 100 луѓе, 39,1. Имаат лично вооружување некако, добро? За тоа е малце Во Америка, а во Србија? Не, во Србија е на 3-то место. Тоа практично речи си кој втор. Во Црна Гора е истата бројка. Чекај, ако исклучиш од тоа деца, тоа значи секој втори има лично вооружување. Па, така доаѓа. Изјавата на таткото на оваа дете во полиција е дека го чувало оружјето во сеф, но таму имало пушки, пиштоли, значи многу парчиња оружје. Се разликата со Соединетите Американски држави што е? Во Америка, како што знаеш, за жал уште е легално, мислам, можеш да купиш легално оружје. Не само легално, таму можеш и легално да го носиш, таму можеш да го употребуваш. Голема дебата, полемика која се води во... Па добро, таа полемика Бајден не успева да го наметне, он сака да го спречи, не успева во Конгресот. Тоа лоби не му дозволува. Меѓу другото, гледав едно истражување друго околу убиствата со намера. Да речеме исто, Соединетите Американски држави и втора е Русија. Значи, тоа е тоа. Ако мислам, броиме западни источни вредности. Од друга страна го читам денеска баш пред да ја почнеме сиева, го читам Лазар Нанев, кој што е инаку освешто е судија и председател на Државниот совет за превентива и против малолетничка деликвенција. Според нивните минатогодишни истражувања, 25 до 30% од средношколците вршат одредено врсничко насилство. Значи, види, тоа е 1/3 од нашите деца кој ги имал на таа возраст, а кој допрва ќе ги има и така натаму. Значи, тоа очигледно е нешто, еден социјален, обштествен феномен за кој мора да се разговара, за кој мора да се водат обуки, за кој мора да се вршат, не знам, притисоци, бидејќи државата има организирани системи за тоа. Тоа се вика образование. Значи, бидејќи кај нас задолжително образованието мора да бидат дел од задолжителни содржини за кои се разговара. Види, вакви инциденти како во Белград, предпоставувам дека секогаш ќе ги има, бидејќи ова е така драстичен случај, што мислам, бидејќи беше на светски тикери за информации, навистина ретко се случува ваква една комбинација, прво на толку многу убиени, брутални, второ на така мало дете, со такви способности. Но да се вратам за образованието наше. Што мислиш денеска во колку школи се разговара за ова? Не се разговара нигде. То ти тврдам. Затоа што види кај наставниците постои една забуна дека ако се разговара, можеби ќе се поттикне тоа. Или не. Тоа е една од погрешните пристапи. Ќе кажам уште полошо што е. Ние во школа не разговараме политика. Ете тоа е.
Сашо, Мислиш се дека разговара. ова го третираат како политика? Инаку, види, сега ти се пофалам кој гледал. Јас имав документарец 55 минути за образованието во Финска како најуспешен образовен модел. Во стратегијата, јас 2020 бе во Финска снимав. Например, проблемот со лажните вести има императив во школите да се разговара за лажните вести, да се учат децата како да бираат релевантни сајтови, релевантни извори на информации. Се разбира, при тоа се разговара и за глобални проблеми. Например, сега е војна Украина-Русија. Не знам. Тоа се случувања кои децата ти не можеш да речеш они не гледаат вести со мене и тоа изложени се цело време на изложени се на содржини кои ти всушност не ги И контролираш. сега, ако ти ги препуштиш на ова море од лажни вести кои Кремљ го произведува на дневна основа системски... Добре, да бидеме фер, не само Кремљ, Не во само- случајов да. се разбира Војна Кремљ, е. е фабрика, индустрија за тоа, така е. И тоа не може да не помине на TikTok и Instagram кои децата се цел ден седнат. И сега да не го разговараш, ти мора да најдат начин. Кај нас тоа не се случува, не се пипка. А често сум го добивал ево овој одговор. Значи политика случајно да некој нешто рече, па или не може ВМРО СДС некој да нешто каже и тука било страшно. Што можеме, Боријан, да заклучиме од сето ова? Дозволи ми зашто сепак ќе споделам мојот личен пример. Моите деца се знаеш мешан брак, мајка ми е албанка, мајка ми е албанка, јас сум македонец и така натаму. Едно дете му се обраќа на моето со мртво ладно смрт за шиптари. Знаеш која беше она Груевски кога повикуваше дека тука се ако па немојте у папучи више и така натаму. Меѓу другото, тој тип на говор јавен, што предизвикува, станува тренд во школото, се обратив кај некој од наставниците. Знаеш кој беше одговорот за шо? Не се занимаваме со политика. Не. Деца се, знаеш, разберете ги, деца се меѓу нив. Па, како деца се? Тоа е пар екселанс говор на омраза кој е грозен, како да кажам сега, мислам. И не го третираат тој проблем воопшто. И тука да сега да се вратиме, ако сакаш, еве, ова штама околу колумната на Јани Бојаджи, кој повикува мајките да кукале, да плачеле на не знам кому, ни сам, не знам кој му е Паси, во непријател. неговиот случај претпоставам дека има и надлежни институции. Не мислам при тоа само на јавни обвинителства и така мали, бидејќи се работи за говор на омраза, туку мислам и на медиумски некакви здруженија, мислам на има регулатори кои се занимаваат со содржините на тој вид на медиуми и така натаму, и навистина сите молчат. Види, мене ми Добро, се додуша случило, не му е Саш. прв пат на човекот. Мене ми се случило, одам на водно, се Ако е качувам тоа на средно оправдување. водно, се разминувам на она планинарска патека. И нешто као, јас уште еден бев пријател, човек од озгора, ние нагоре одиме, се пресретнуваме и дури, нели, ние би требало да имаме предност, одиме нагоре, така е некако логика. Најпостар ми се виде, се тргнавме на страна да помине и нели таа планинарска некоја куртоазија, добар ден. И викам добар ден, се врти предавнику и си помина. Мислам, како да ти кажам сега, тоа е, а станува збор за човек кој имаше барем 65 години. Тој ни ме знае, ни ме познава, али слушајќи ги сите, нели, олајавања и јавни испади сочени кон мене, тоа го знаеш и ти за тебе. Ако почнеме тоа да го броиме, така. така Нема е. се кажам што генерира, Сашо. Дека генерира насилство директно. Добро, види, значи, може би ова е една прилика, затоа е веќе половина час разговараме, да навистина сепак тоа се случува во нам соседна земја, не е кај нас, Бога не примерот се едно е што е на 400 километри од Скопје, како да ти се случило дома, што се вика, толку е потресно, толку е потресен целиот настан. Не можам ни да замислам во која ситуација се родителите на децата кои што загинаа, тие нема сочувство кое може да било што во таа смисла компензира. И затоа всушност и потрошивме 30 минути, бидејќи пак не сум сигурен дали другиве медиуми, барем до денеска не видов дека на овие наши национални други медиуми се води некаква организирана расправа, веројатно колегите ќе се навратат на тоа. Знаеш што е проблем? Еве да следиме. Ќе се навратат и ќе има дебати денес и утре. И да видиме после за колку време ќе има
пак дебата која ќе третира не случајот, него која ќе третира образованието, институциите, проблемот со булингот, проблемот со лажните вести, проблемот со депресија, проблемот со анксиозност, проблемот со врсничкото насилство, врсничко насилство, така е. Нема да има. Тоа е тоа отсуство пат на емпатија кој ќе се навратам од минатиот пат, кој се рефлектира во штамата околу убиството на девојчето мигрант. Ето тоа. Боријан, оваа тема можеме би 100 години да разговараме и нема што да заклучуваме. Меѓутоа, сакам на крајов да те прашам нешто што е неврзано директно, а може би е некаква посредно врзано за се ова што разговараме. Дали ти се чини верно дека украинците го направиле нападот на Кремљ, за кој Русија тврди дека со оние два некакви дронови, дека било обид за атентат на Путин? Сашо, немам никаква информација од лице место што се вика, а да им веруваш било што на Кремљ, во овој момент мене тоа ми е стварно. Стварно не знам како да им поверувам. Иако вака, ако теоретизираме малку, нели, не би рекол дека тоа така се прави. Да, од што го читам и што го гледам, направија некои странци, наши колеги анализи, се обидува тоа што има информации така. Не делува прво, знаеш, малку изгледа смешно дека насред полноќ некои ќе праќа дронови да фрлат бомби на Кремљ, кога знаат дека Путин не е таму, за почеток, мислам. Нели? Второ, велат дека е тоа можно да е некаква false flag ги викаат тие операции, значи лажни операции на русите со кои што ќе го користат тој претекст за нешто друго што ќе прават. Веќе Киев го обсипа со дополнителна тура на ракетни напади и така натаму, но велат дека е можно и заради тоа што се чека прославата на ова прочуена парада што секоја година се прави во Москва на 9 мај, денот на победата на фашизмот, па сега сакаат или да го намалат обемот или да воспостават некакви други критериуми, па тоа звучи како една голема пропагандна акција и така натаму. Во секој случај мене ми делува тоа, ајде што не можам ни да поверувам дека има дронови кои русите не би ги открили, а кои може да патуваат до Кремљ, и тоа баш врз Кремљ, тоа исто ми звучи вака. Би било трагично ако е точно, мислам за русите би било трагично. Тоа би говори за Види, Сашо, кога веќе сме на тема, мене ми делува прилично нервозен Путин. Оваа вест, потоа веста за менување на законот со која предавник, не знам колку казни, како зголемување. Тоа значи дека он веста за сменување на оној генерал кој што беше главен за логистика, еден од изјавата на оној Пригожин, како се викаше на Вагнер групата, кој почнува вака поотворено да се конфронтира со Путин. Нивното сместување и зајакнување на позициите на северната граница на Крим. Знаеш, ова немоќта они да пробијат во Бахмут, еве после 6 месеци. 6 месеци речи. Не, значи просто не има. Бахмут кој што е, да речеме, вака по димензии малку поголем, добро, е поголем од да речеме Пробиштип, ама не многу поголем од Штип, например. Да речеме, да. И се, знаеш, мене ми се чини дека таму се случуваат работи кои наскоро ќе се откријат што се, и да не заборавиме дека еве се најавува таа контраофанзива на украинците, која може и да направи некаква ситуација во која може би евентуално, дај Боже, да седнат на маса да се разговара. Добро. Чувствувам дека ова ќе биде тема и за некој наредни изданија, ќе мора да се навратиме. Инаку да ти кажам, Боријан, сосема на крај, дека имам се повеќе реакции на ова што го правиме. Добро, ајде, ние бројките ги гледаме, бидејќи да има на 4-5 платформи, гледаме дека тоа се зголемува како слушаност и така. Јас попуштив малце да правиме по 15 секунди видео после секоја од овие епизоди за најава, ама ќе пружам отпор за ставање камера у студио за да не гледаат доека дека Јас Сашо пријатно изненаден од квалитетот на публиката. Да. Според реакциите, стварно ми е многу драго какви и кои луѓе не слушаат, и стварно тоа ми прави вака еден и задоволство, и ми е комплимент, кој прифаќам како комплимент. Еве, со комплиментот кој што му е кажан на Боријан Јовановски, да се одјавиме и да се слушнеме повторно во следното издание, кој што ќе биде следниот вторник,
А ние сме во подготовка овие наши изданија да почнат се вртат и на некои Тоа е добра вест, да. полночни фреквенции на соопшти. некои од овие национални радија наши, ама додека не почнат не соопштувам. Добро, Дека биде значи го соопштуваме. Соопштенијата што ќе ги ова најавиме. издание оди, не оди. Не, ова издание не оди. Може би од недела дена за од сега. Ништо требаме да со breaking news. Breaking news. Добро, благодарам за вниманието и до слушање. Исто така, до слушање.